Заврши уште еден концерт на балетското студио Менада, насловен Мајки, навистина инспиративен. Како е после овие час и половина одиграни на сцената? Па, искрено да се заблагодарам на целата публика што дојде вечерва да ја проследи представата Мајки. Ова беше нашиот 9 годишен концерт. Навистина да се соберат емоциите после ваква балетска вечер навистина е тешко. Можам да кажам дека сите девојчиња, сите балерини, заедно со Романа Филиповска, која беше носител на главната улога, ја изнесоа целата оваа представа навистина максимално подготвени и спремни и одговорни за својата задача, односно за сите кореографии. Како што видовте вечерва за прв пат Менада се представи со балетска трагедија. Навистина беше со многу специјални ефекти, за прв пат што ги изведовме тука на оваа премиера. Возбудата е голема, моментално емоциите се испомешани. Јас само можам да ја најавам на 14 репризата, што ќе ни следи после оваа премиера и секој што ја пропуштил оваа представа може да дојде да ја погледне и самиот да се излезе полн со емоции од оваа сала. Се работи за навистина една трагедија, испреплетеност на повеќе члено семејство, и мајката и другата жена без дете, а сепак го зема едното дете. Сите оние ефекти, сета онаа музика која што ја слушнавме, ја видовме овде на сцената, кој ја осмисли целата приказна? Тоа е навистина долга приказна. Јас и Наташа ова цела, да речам, концепција на балетска представа ја спремавме негде крај на август, почеток на септември. Никогаш не знаеме што може да произлезе од нас. Ни за еден разговор, ни за еден диалог, постојано во некои размисли тражиме еден нов концепт за следната година. Овој излезе случајно, како и секоја представа наша, со, како што реков, долги разговори, размисли. Наташа е одговорна за музиката, јас понекогаш за костимите, значи се надополнуваме. Едноставно благослов е да ја имам Наташа за колешка, претпоставувам и она мене, јас и она совршено правиме една целина, претпоставувам. И тука нема одредени задачи кои што работи, него уметниците ја доживуваат уметноста спонтано. Тие не седнуваат да напишат домашна задача. Едноставно тоа се случува секаде и во секое место, ама кога нашите две енергии се соединуваат, тогаш јас во смеја кажувам настанува супернова. Тука се и децата, значи овој пат ги имате од 9 до некаде 15 годишна возраст. Колку ви требаше вам да ги упатите во целата приказна за и они да ја доживеат онака како што ја прикажаа на сцената? Па, покрај тоа што работиме технички, нели, со балетски чекори, движења на самите кореографии, на музиката, значи, ги спремаме децата и психички. Едноставно, понекогаш имаме цели часови разговори со нив, да им објасниме што се случува, на кој дел, кој влегува, зошто, која е целта, која е пораката. Потоа им даваме простор дома да размислат и потоа да ни кажат која е пулката од таа представа. Значи, секогаш, покрај тоа што имаме, значи, воспитување балетско, имаме и едукативно, затоа што секоја наша балетска представа носи одредена порака. Така да и оваа порака беше многу длабока до сите жени, а потоа и мајки. Пренесовме порака колку е битно да имаме дом, семејство и деца. Оваа порака уште еднаш ќе ја упатите на 14 јуни со репризата на балетската представа Мајки на балетското студио Менада.